овој пазар цените на зеленчукот, меѓутоа и на овошјето е паднато од 20 до 30%. Барем така тврдат пазарџиите. Што ми се пониски цените на мене? На сите На сите. Целеро е од 100 на 80, речеме моркова од 100 на 80, цвеклото е исто 20% намалено, тиквата ми е намалена 20%. Речем, може да ти кажем на се е по 20% намалено. Па не се скапи. Јас сум еден просечен пензионер со некоја си минимална пензија и ја обстанувам. Обстанувам. По 80 се кај праската е 50. Прифатливо ли е тоа? Па за пензионери толку. Ние ќе земеме со 2 кила, едно ќе земе и така ќе ми. Нели? Та другото друг е пет. Посетителите на пазарот ги прашуваме што е најосвежително за овие високи температури. Дали е тоа овошјето? Па овошјето е најосвежително. Например? Па лубеница, праска. Цреши, праски. Лубеницата не е убава сега. Што може да тако има устои лубеница, кој земе нешто друго и така. Лимон, Само тоа? да. Скап ли е лимон? Па сега не е толку скапа, па Освен овошјето, кој што наведува нашите соговорници, и зеленчукот е меѓу оние работи кои што се освежителни денот да ви биде попријатен. Но ги прашавме кои видови на зеленчук и дали се пристојни за нашиот джеп. Земеме ние и краставици, зелени работи, така. Се што видиме, се земеме помалку. Купувачите тврдат дека и краставицата и зелката се меѓу најосвежителните нешта. Дали се согласувате и каков е денески интересот? Дали се купува краставици или како? Па, освен овошјето и краставицата и зелката се освежителни. Па зависи. А инче цените се како прошлиот петок. Од 30 до 40 денари е краставицата, трешта е од 80 до 100 денари, пиперот е 80 денари, патлиџанот е 60 до 70 денари, зависи од квалитетот. И добро, што е денеска, што најповеќе се бараше? Домоти, пиперки, краставици, што бараат? цреши си зима, краставичка и патлиџанот и пиперот.